Еве сме во вториот дел од емисијата. Ова утро во нашето студио имаме господјата Маја Јанчева, која ни доаѓа од Демир Капија. Таа е туристички менаџер, вработена во Музеот на виното во Демир Капија. Во наредните минути ќе поразговараме за се она што е поврзано со работата и активностите на музеот, со почетоците на производството на вино, а и за можноста за развивање на винскиот туризам. Господја Јанчева, добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, голем поздрав до сите гледачи на оваа утринска емисија на К1 телевизија и сепак голема благодарност до вас и вашиот тим кој што ме покани мене да гостувам во оваа емисија. Така, ви благодариме што ни ја припативте поканата. Како што споменав, денес ќе разговараме на повеќе прашања, меѓутоа сите поврзани со една тема. Доколку се согласувате, на самиот почеток би сакала да споменеме нешто повеќе околу почетоците на Музеот на вино. Кога е изграден, од каде потекнува иницијативата? Па вака, Музеј на вино е лоциран пред се во самиот центар на општина Демир Капија и во тој круг се наоѓа и основното училиште Димче Ангелов Габерот, се наоѓа и зградата на Центарот за едукација и вмрежување во туризмот Сенет и во самиот центар. Музеот кој што се наоѓа на местото каде што е лоциран, претходно било зграда во која што имало училиште. Тој сепак простор е адаптиран, реновиран, подлежал на реновирање и сега е адаптиран за потребите на еден музеј. Отворен е во 2010 година, на 7 ноември, тоа е денот на ослободувањето на општина Демир Капија и така да сега веќе 6-та година постои и работи. Така. Што се може да се види во Музеот на виното? Музеј на виното пред се е изграден со голема благодарност од едно колекционерско семејство од Демир Капија. Тоа е семејството Будимировиќ. Голем поздрав и до тоа семејство. Така да искористиме можноста да ги поздравиме. Да, да не била иницијативата и на Звонимир Будимировиќ, не би бил отворен ниту музеот, ниту пак сите туристи и посетители би ја виделе таа винска конзумна култура преку презентацијата која што ја правиме во нашиот музеј. Како што спомнав, музеот е отворен и со голема помош од градоначалникот на општината господин Трајче Димитриев, кој што со сите залагања и помош допринесе за да се отвори музеот. Музеот во себе има 3 поставки, од кои што секоја сама по себе е различна. Првата поставка е археологија. Таму се наоѓаат различни видови на предмети и на садови, кои што претежно се од керамика и отсликуваат различни периоди отсликуваат, но сепак го прикажуваат минатото на луѓето кои што живееле, имале различни обичаи, традиции и сите тие верувања кои што ги исполнувале, нели. Во втората поставка, винската галерија, самото име кажува винска и таму има различни видови на садови кои што се претежно стакло, кристал, сите се рачно работени, секоја е уникатна со своја рачна декорација и сите тие служеле за ставање на виното, значи пијалок од виното внатре и подоцна да тој може да се конзумира. Исто така има и различни видови на алати кои што биле за преработување и обработување на самите лозови насади. Ете, тоа е традиционалното кај нас во Тиквешкиот вински регион. И третата поставка е ликовна галерија или пак презентационен центар. Има 2 намени, заради тоа што Демир Капија ни стари фотографии, значи не ликовна галерија, туку Демир Капија ни стари фотографии, има различни фотографии кои што се во црно-бела боја и тие го отсликуваат животот на луѓето кои што биле во Демир Капија. Има различни фотографии од сите тие воени операции и действија, потоа од сите културни манифестации кои што се случувале тука и културно-уметничкото друштво Мирка Гинова кој што постои многу години наназад и се уште постојат и творат, создаваат. Втората намена на оваа поставка е, како што кажав, презентационен центар, е тоа што има многу туристи кои што сакаат да дојдат во Демир Капија и сакаат се што повеќе да видат, да дознаат, да се информираат едноставно, за убавините на ова место, а немаат многу расположлив фонд на време. Па така да ние имаме различни видеоматеријали кои што се приспособени и синхронизирани и со англиски јазик, за да тие може да го
поглед на тоа и на некој начин да се информираат. Исто така што се може да се види, јас земав еден флаер кој што е лично проекција на музеот, испаднат од музеот, и тоа е исто на македонски и на англиски јазик. Мал вовед за тоа почетоците кога се на музеот, а од другата страна може на кратко да се информираат сите туристи за сите убавини на Демиркапија. Значи, прво, што е тоа што секој турист би го привлекол, за да тој може да му стане атрактивно и да го посети тоа. Демиркапија е една од општините која што има богато историско минато. Значи, нема некој кој ќе му спомниш Демиркапија што не го асоцира на историско минато со многу значи действија и работи кои што се таму. Потоа има регион кој што е преубав со природни предели. Не знам дали сте и вие лично запознати, има во село Клисура, кој што е најстарото село во Демиркапија, на 7 километри од Демиркапија, има една долина на кактуси. Таму се наоѓаат ретки видови на кактуси кои што се од родот Опунцио, и тие кактуси се распространети само во мексиканските пустини. Значи, тоа е прекрасно да дојдете да го посетите, да го видите. Токму баш сега во месец мај тие веќе ги имаат првите цветови кои што се карактеристични во две бои, во црвена и во жолта боја, и значи тоа е прекрасна гледка. На самото место кога би биле во долината на кактуси, само со еден упатен поглед вие може да го видите и платото краставец, каде што се наоѓа и јатото на ретките видови на птици на орлите. Има значи многу ендемични видови на птици кои што може да дојдете да ги погледнете и да уживате во тоа. Исто така има и ретка флора и фауна која што сама по себе е карактеристична и стварно е доста интересна. Риболов и ловот тоа го има благодарение пак на сите тие ретки природности кои што се. Има во Демиркапија и алпинистички центар, баш може материјал да се покаже и за тоа, значи за алпинизмот кој што е нешто екстремно, нешто значи што прв пат може да го доживеете, нешто неповторливо. Тоа е благодарение, може да го видите на спортскиот клуб Клисура, и стварно е значи нешто прекрасно. Во Демиркапија има и значи пештери. Пештерите се тие кои што за сега се уште патот до таму не е приспособено, сепак самото тоа што ги има пештерите кои што се многу ретки и стварно внатре ги предизвикува туристите. Ги предизвикува, да, значи тие пред да дојдат во Демиркапија прво се информираат што се има. И едноставно првите очекувања можеби не му се толку многу, но кога ќе дознаат дека од пештери до прекрасни кактуси, до птици, до планинарење, до сето тоа го има, значи стварно доаѓаат. Исто така, носам и една книгичка која што е за сите, за цела култура и убавина во Демиркапија, нешто како мини водич што може да се информирате за општината Демиркапија, за Демиркапија низ годините. За тоа служи и натписот во стариот тунел. Таму е направен натпис кој што е многу стар, од 1918 година, кога германците доаѓаат, тие прават пробив низ самата Клисура, која што е доста долга и доста висока, и за тоа сведочат и самите значи букви на натписот од 1916 година. Потоа има доста археолошки локалитети кои што многу од нив допрва ќе подлежат на сите тие истражувања. Некои истражувања беа и лани, отпочнати беа во тек. Исто така и оваа година има кампања која што ги следи нив, а сепак мислам дека Демиркапија допрва ќе се истражува и ќе покаже доста бројни наоди и артефакти кои што се репрезенти за ова место. Имаме доста добри традиции, значи традиции кога ќе кажам, нема некој кој што не го асоцира на недела на виното или Свети Трифун, тоа е на 14 февруар. Свети Трифун како заштитник на лозарите и на лозовите насади. Демиркапија оваа година имаше значи манифестација од
голем ранг, да кажам. Значи, посетеноста беше толку на високо ниво што луѓето беа воодушевени и повторно прашуваа дали тоа ќе продолжи, но сепак тоа е почетокот и тоа е, значи, едно возвишување на Демиркапија. Так. Толку убаво ја представивте Демиркапија и се што има таму, што јас не би сакала да ве прекинувам, верувам дека сите наши гледачи, па и ние после ова ќе дојдеме да го посетиме овој град. Кој е работното време на музеот? Кога можат да го посетат сите заинтересирани посетители? И на самата веб страна на музеот, значи muzeumdk.com.mk, може да се информирате за сите работи кои што се во самиот музеј, а исто така и за сите убавини кои што ги поседува општина Демиркапија, а исто таму има и контакт, значи на вработените на музеот, и за гледачите кои што сакаат да не посетат, да кажеме дека музеот е отворен од понеделник до петок, значи работните денови во неделата, од 8 часот изутрина до 16 часот, но сепак тоа не значи дека во сабота и недела, денови викенд, ако би биле заинтересирани. Така да, значи најмногу имаме посетители сабота и недела. Ние сме отворени, сепак со претходно јавување за да си бидеме спремни и организирано да може да ја пречекаме групата туристи. Како сте вие лично задоволни од посетеноста? Дали има постојано посетители или пак во одреден период од годината се забележува најголема посетеност на музејата? Па добро, значи на сите ни е јасно дека посетеноста се случува во екот на туристичката сезона, кој што секогаш знае различно да варира во разлика од да кажеме климатските услови кои што се случуваат и многу други фактори, но сепак да не должам јас лично, значи моje мислење е дека посетеноста секоја година се повеќе и повеќе се зголемува. Со оглед на тоа дека самиот музеј е отворен во 2010 година, постои 6 години, релативно млад музеј, посетеноста е на високо ниво. Ние веќе сме мај месец, веќе сме во туристичка сезона, но сепак посетеност имаме уште од почетокот на недела на Свети Трифон манифестацијата, која што 14 февруар. Значи нема недела да не дојде некој посетител, па макар и двајца да се кои што случајно биле во прошетка негде во околината, да кажем, или во друг некој град, а да не го посетат музеот. Значи стварно има заинтересираност за музеот и обично ги прашувам секогаш од каде дознавте. Дали тоа е од интернет, пошто денес интернет комуникацијата е на доста високо ниво, или од пријатели, значи сите различно. Некои од пријатели, некои се интересираат. Важно, има голема посетеност и заинтересираност воедно за музеј на виното и таа презентација на винската конзумна култура. Доаѓаат ли странски туристи? Да, странски туристи доаѓаат. Еве вака една груба математика, процентуално, значи доаѓаат повеќе странски туристи отколку македонски, но сепак не е тоа, да кажеме, исклучок или нешто лошо. И македонски туристи доаѓаат со организирана група, обично во групи доаѓаат некои здруженија и не посетуваат, но сепак и странските туристи се доста заинтересирани. Споминавме за почетоците на музеот, сега би сакала да се задржиме малку на почетоците на индустриското производство на вина. Па, почетоците на индустријското производство на вино во самиот наш Тиквешки вински регион, пошто е карактеристичен по виното, нема фамилија или куќе кое што не си произведува вино и ракија за домашни макар употреби. Тоа е прва асоциација кога ќе го споменеме Тиквешкиот регион. Така. Првите почетоци се забележани во една фамилија во Кавадарци, значи тоа е семејството Велкови. Во 1885 година тие први почнуваат да си прават вино и ракија, па подоцна се појавуваат по Втората светска војна, исто така во Кавадарци се појавува и винарската визба Тиквеш, која што и до ден денес ние знаеме сите, не асоцирано или на нешто врвно, заради тоа што имаат обемен број и литража на производство на вино. Потоа во 1927-1928 година во Демиркапија се отвара и кралската визба, која што српскиот крал Александар Караѓорчевиќ, кога доаѓа
одлучува со претходна консултација со неговите експерти за таа тема, одлучува дека Демиркапија е најпогодното место за да тој направи и винарија и да ги посади своји лозови насади со одредени сорти на вино. Па така да винаријата се отвара 1928 година, се флашираат и првите вина и на истото тоа место по иницијатива на кралицата Марија, неговата сопруга, се гради и вила во кое што кога таа би дошла тогаш да може да си одседне. Ние во Музеј на вино имаме и две фотографии од првото доаѓање и пречекот на кралицата Марија кога доаѓала на железничката станица, која што и ден денес ја имаме. И таа исто така имаше и минатите месеци реновирање и така да си ја имаме сега како белеко тоа. Подоцна, многу години после 1928 година се појавуваат нови винари. Значи винари, доаѓа винаријата од Неготино Бовин, која што сепак е мала винарија, но и тие се доста врвни, имаат многу награди, многу признанија за квалитетни вина кои што заслужуваат почит и сепак да се пробаат. После се јавува уште една винарија од Демиркапија, тоа е винаријата Попова кула, која што е од поново време, значи помодерна винарија, нуди можност за ресторански и пансионски услуги. Подоцна се јавува винарија Стоби, позната ни е нели, значи по самото име на археолошкиот локалитет и така значи се отвараат винариите и почнува самото винарство и производство. Каква е вашата соработка со винариите? Со самото тоа што во самите поставки на музеот, во втората поставка, Винската галерија, ние имаме изложбени дрвени камари, кои што се со представеност на вината, на винариите во Тиквишкиот регион. Со тоа, кога туристите би дошле, ние првично им даваме една база, една основна информација за сето тоа, значи, што го нуди винаријата. Со тоа правиме презентација, значи соработуваме, подоцна тие може да одат во самите винари и да го пробат виното кое што претходно само со очи го виделе, а подоцна да го задоволат и другото сетило вкусот. Така. Велат виното колку е постаро, толку е подобро. Зошто е тоа така? Па со самото стоење на виното во соодветни садови, буриња или пак цистерни во помодерното производство, тоа колку повеќе стои, толку повеќе ги ослободува своите ароми, своите вкусови кои што длабоко во самите гроздови на виното ги има и таму се. Сепак во зависност од тоа дали виното е црвено или бело, црвеното вино може подолго да подлежи на тоа одстојување. Но нема тука, значи, правило кое што би рекло дека и белото не може да му се случи тоа, но сепак треба да има добар надзор кој што ќе го надгледува цел тој процес, како ќе се одвива и дали може да обстои на тоа одстојување. Во што најмногу се крие квалитетот на вината? Во сортата на самото вино и сепак во самиот вкус, кој каков вкус сака, значи тоа е. Вкусот го прави виното. Граѓаните кои што се од Тиквешкиот регион сигурно знаат, меѓутоа и не оние кои што се надвор од овој регион, веројатно и не знаат точно каков е процесот на производство на вино. Можеме ли да објасниме како започнува и како тече процесот за да се дојде до крајниот производ? Виното пред се е оној финалниот и најфиниот производ од самите лозови насади и самата винова лоза. Значи, како што кажавте, нема некој од Тиквешкиот регион кој што не знае како оди тој процес. Тој е процес кој што континуирано преку целата година се изработува и трае. Значи, пред да дојде бербата, првично се работи на самите лозови плантажи. Следат различни операции, како прскање, кроење, потпикување на самите прачки или лозови и сето тоа се работи на плантажите. Подоцна доаѓа, значи, бербата,
во зависност од тоа дали сакаме виното да има повеќе киселини. Ако сакаме да содржи повеќе киселини, бербата ја правиме порано. А сепак ако сакаме да имаме вино со по-благи шеќерни единици, бербата ја правиме покасно, за да може да ги добиеме тие шеќерни единици. После бербата, самото грозје подлежи на еден процес на мулење. Од мулјањето, кога тоа ќе се случи, остатокот, значи без дршките и без зелената маса, листовите, виното оди во соодветни садови или пак буриња ние кои што си ги имаме за домашно производство, а сепак во винариите тоа се цистерните. Таму виното одстојува, пак се јавува истото тоа дали виното е црвено или пак виното е бело и колку тоа ќе одстои. Сепак во зависност од тоа може да одстои од неколку часа до неколку денови. Со самото тоа што одстојува се ослободува алкохолот и на тој начин се прави и виното. Колку видови на вино се познати и кој вид е најзастапен кај нас? Па сегде, значи и во Република Македонија и во светот на сите ни се добро познати 3 видови на вино. Тоа се црвеното, белото и розе виното. Црвеното вино, значи познато како појако вино, кај нас се позната најпозната сортата Кратошија, но сепак се појавува и Каберне Совиньон, се појавува и сортата Мерло, значи се прават вина и од тие сорти. Белото вино, лично, значи јас како најголем обожавател на белото вино, тоа се јавуваат сортите како Совиньон Бланк, се јавува Темјаника, Смедеревка и останати. Додека пак розе виното е тоа вино кое што се добива со купажа на повеќе видови на вино. Најдобро, според мене, розе вино е она од автохтоната македонска сорта Станушина и стварно, значи, е прекрасно вино со прекрасна розе боја и самото име розе си го носи. Во последниот дел од овој наш разговор би сакала да посветиме повеќе внимание на винскиот туризам кој во Тиквешкиот регион е веќе развиен, меѓутоа дали постојат мерки и можности кои што треба да се применат за да сето тоа биде помасовно? Вака, винскиот туризам, значи, е оној дел од туризмот кој што во себе вклучува вински, организирани вински тури, што подразбираме по тоа организирани вински тури. Значи, тоа вклучува дегустација на одреден тип на вина, во зависност од тоа винариите кои што ќе ги дефинираат и сепак конзумирање на сирењето. Сирењето кое што е спојиво со вината. Јас сметам дека во Тиквешкиот регион, по-конкретно, сите, значи, услови се усвоени за да може да се на високо ниво да се пласира винскиот туризам. Да. Сепак нели како и во секоја работа има нешто плюс што би требало секогаш да се може подобро, така. Да, значи има нешто плюс што би можело да се направи за да се усоврши. Но сепак поидувајќи од тоа дека климатските услови се стварно, значи, добро прифатени, има претежно сончеви денови, не се појавуваат тие, значи, зимски студенила кои што може да наштетат и на самата винова лоза, почвените услови се доста исполнети, сите винарии се претежно градени на оној брдови дел, каде што стварно и локацијата и местоположбата и сето тоа е исполнето. Самите винарии во своите значи, работења ги имаат усовршено сите тие организирани тури. Соработуваат со доста туристички агенции, со туроператори. Значи, стварно, сето тоа е усовршено и сметам дека во иднина многу повеќе ќе се работи на тоа, заради тоа што секој турист гледа дека тоа е нешто што стварно би требало да се види и да се вкуси. А Тиквешкиот регион е број 1 за сето тоа. Значи, со самото тоа што некој турист би дошол, би направил една посета низ лозовите насади, тоа би било со една чаша на добро вино, црвено или бело, без разлика. Потоа се препуштите на таа дегустација со професионално обучените кадри, значи сомелиери. Тоа е стварно на едно повисоко ниво и сепак се работи на тоа, се усовршува
и за да се постигне максимумот на промовирањето на винскиот туризам. Но сепак има и некој плюс предлог, мерки и иницијативи кои што би биле за плюс да се надгради тоа. Според мене мислам дека треба да се работи на сето тоа, на изградба на патиштата, тоест на инфраструктурата. Значи, за да некој би дошол, прво што ти остава во сеќавање е патот кој што ти си го поминал до таму како си стигнал. Да, значи ти ако одиш по земјен пат кој што ниту е асфалтиран, ниту ништо, тоа не ти дава елан и желба за ти да можеш повторно да се вратиш таму без разлика дали вината се врвни, квалитетни и ти си имал супер услуга и се. Кога инфраструктурата од старт, значи ти дала едно лошо мислење. Значи сликата мора да биде комплетна. Тоа значи, тука и за патните сигнализации. Значи, пред да стигнеш до некое место, ти треба да си информиран, односно да имаш патоказ на која насока да се движиш за да стигнеш до тоа место. Треба да се работи и на тоа. Значи, има многу работи кои што треба да се работат, но сепак сето тоа континуирано би одело и би се сработиле. Медиумите пак би требале да бидат тие со залагање претходно и на винариите, би требале да бидат тие кои што би дале една реклама, една промоција, како на македонските телевизии, така тоа да биде и на останатите, значи во светот, за да може да се информираат сите што се има, значи што се може да понуди винскиот туризам за да може тие да се информираат. И на самиот крај би сакала да ги потсетиме гледачите и оние кои што можеби подоцна се вклучиле, во кој период можат да го посетат музејот на виното и накратко уште еднаш да повториме што се можат да видат таму. Музеј на виното работи од понеделник до петок од 8 часот до 16, но сепак и сабота и недела со претходна најавеност и резервација е отворен за организираните тури. Музеот на вино има 3 поставки, од кои што првата е археологија, втората е винската презентациона поставка и третата е демиркапија низ стари фотографии или пак времеплов. Исто така нешто што јас морам неизбежно да го спомнам е тоа дека во Демиркапија имаше промоција и на 2 дела. Значи, тоа е Порта на виното, книга од нашиот колега Звонимир Будимировиќ, кој што направи промоција и на самиот празник Свети Трифун, нели, книгата Книга на виното и Свети Трифун, и тоа е книга која што е и на македонски и на англиски јазик. Со самото тоа што го дала авторот, Демиркапија важна дестинација за трговците со вино низ епохите и виното е заробено сонце и сон на боговите, значи нема да не ве намами, да не можете да го видите. Книгата може лично во музеот да ја... Тоа сакам да прашам дали може да се најде. Да, лично во музеот може да се најде книгата, а може да ја најдете и на нашиот веб-сайт кој што е www.museumdk.com.mk. Ја има во формат за даунлоадирање и може да ја најдете. Значи, книгата по себе е сама интересна за тоа што самото вино е пијало кој што заслужува многу повеќе од едно внимание, во оваа книга е се простудирано. Значи, тоа што велам се е малку за да се објасни колку е, значи, исцрпна со информации кои што нема кој не би ги прочитал и не би сакал да ги знае. Има и фотографии кои што се од прилог на сета таа винска конзумна култура. Богот Бахос, значи Богот Бахос и Богот Дионис се оние божествени промотори кои што така кога ќе спомниме вино не асоцира на богови и на нив. Доста интересна книга, значи стварно е прекрасна. Се работи на вториот дел на неизино објавување, па така да кога ќе биде готова, сигурно ќе дознаете и за тоа, ќе бидете информирани. Исто така имаме и уште една книга, тоа е второ дело на магистар Билјана Глигорова. Таа има книга Демиркапија како туристичка топ дестинација. Зошто туристичка топ дестинација? Заради тоа што неодамна Демиркапија беше објавена како една од 5 топ дестинации кои што мора да бидат must see или пак мора да се видат. Книгата
е испечатена, книгата е направена, промоцијата е направена исто оваа година и има многу значи информации да се видат од туристичко, пред туристичко-географската положба и самото сместување на општина Демиркапија, до температурата на воздухот, климатските услови, до бројното движење на населението, културно-историски споменици, етносоцијални вредности и сето тоа го има. Значи, книгата сама по себе е обемна, со информации и значи можете да дојдете и самата Исто така може да и се книгата најде да се најде. Ете имаме и една која што би сакала тоа ако може да се фати. Секако може да фати. Една стара разгледница на Демиркапија, значи уште од 1937 година една од разгледниците од Демиркапија. На самата средина е прикажана спомен црква. Зошто спомен црква? Значи тоа е црквата Света Богородица, спомен црква за тоа што кралицата Марија ја изградила и се уште постои таа црква. Сместена е на прекрасна локација, значи на многу висок дел и прекрасна е самата црква. Тоа е фотографијата кој што ете заслужува внимание, има многу работи кои што заслужуваат многу внимание во Демиркапија и еве, имаме мал дел за кактусите кои што претходно ги споменав. Да, значи растителната вегетација, тоест кактусите, еве и тука тие се фатени во жолтите цветови, но имаат и црвени цветови и самото тоа интересно е како тие обстојуваат и во најстудените зимски денови. Нели, обично зимата знае да изненади и со сето тоа. Тие обстојуваат со самото тоа што имаат усвоено еден вид на анобиоз, а тоа самото се по себе значи процес на кога тие го истискуваат сокот за да може напролет, ете во месец април повторно да се регенерираат. И така си обстојуваат и си остануваат. Ние, значи музеот, исто така во соработка со општина Демиркапија, работиме на тоа за да би можеле на еден вид да ги заштитиме, за да бидат заштитени од сето тоа, да го оградиме самиот простор, да наместиме, како што кажав и во предлог, мерките за да може да се стават патокази и табли за да до тоа место дојдат туристи. Има многу туристи. Пред некоја недела беше и во самото село Клисура летен Свети Никола. Тоа е традиција кога има таму една црквичка, го носи името исто така Свети Никола и се собираат локалните значи жители и на општина Демиркапија и на селата кои што се во општина Демиркапија и во црквата се дава ручек и многу прекрасно нешто, значи да се види и самото тоа. Оно што е најбитно е дека Демиркапија ги има сите овие атрактивни локации, оние работи кои што треба да се доправат ќе направат за тие уште повеќе да бидат посетени од страна на туристите. Господја Јанчева, јас ви благодарам многу на гостувањето. Темата беше навистина интересна, а после сето оно што го кажавте и после тоа колку убаво ја презентиравте Демиркапија, јас верувам дека сите наши гледачи ќе ја посетат. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас уште еднаш на самата покана што ме поканивте да гостувам и сепак со нетрпение ве очекуваме да дојдете во општина Демиркапија и на лице место да ги видите сите реткости. Верувам дека ќе бидеме убаво пречекани. Сите реткости и природни убавини и сепак топлотата на домаќините кои што ја имаат во општина Демиркапија. Ќе дојдеме и да знаете дека ќе ја посетиме. Почитувани гледачи, вие во продолжение ќе ги погледнете рекламите.